Денес православната црква го чествува споменот на светата матрона Московска, преподобниот Јован Ветхопештерни и преподобниот Симеон Босиот. Светата матрона Московска. Родена е во 1881 година во сиромашно селско семејство. Родена е слепа. Од раното детство покажуваше дарови на прозорливост и на исцеление. Ги предвидуваше несреќите и ги предупредуваше луѓето. Во 17-тата година и се одземаа нозете. Во 1925 година се пресели во Москва. Секојдневно матрона примаше и по 50 луѓе кои доаѓаа при неа со душевни и со телесни неволји. Никому не одби да помогне, но ги препознаваше оние кои доаѓаа со зли намери. Се упокои во Господа на 2 мај 1952, а погребана е на Даниловските гробишта, покрај црквата, по нејзината желба за да ги слуша службите Божји. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи,
Преподобниот Јован Ветхопештерник. Се подвизуваше во така наречената Ветха, тоест Стара пештера или лавра, на светиот Харитон Велики во Палестина. Бидејќи со сето срце, со сиот ум, со целата своја душа го возлюби Христа, од младоста почна да патува по светите места и да ги слуша поуките и советите на светите луѓе. Најпосле се насели во Харитоновата пештера, каде што се предаде на строг подвиг, минувајќи ги деновите и годините во пост, молитва и во бдење, непрестајно размислувајќи за смртта и учејќи се на смирение. Смртта го најде како добро созреан плод и го пресели во рајот. Поживеа и се упокои во 8 век. Преподобниот Симеон Босиот. Се подвизуваше на Светагора и кратко време беше игумен на Филотејскиот манастир. Ги утврдуваше христијаните во верата и во многу балкански краишта се прослави со чудотворство. Одеше бос и затоа го нарекоа Босиот. Се упокои во Цариград во 1594 година. Поуки од светите отци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсении.